9 часот и 30 минути, еве на тука подготвени да започнеме нова уредувачка авантура. Добро утро од мене, што ќе гледате во следниве 30 на минути новиот квадрат. Ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат ви помагаме да ја уредите вашата кујна. Кујна во медитерански стил и како целиот дом да го претворите во медитеранско катче. Останете тука. По рекламите почнува новиот квадрат. Денес започнуваме со просторијата која многу често знаат да ја наречат и срцето на домот, затоа што од тука се создаваат највкусните јадења кои потоа го сплотуваат семејството, пријателите, вашите посетители. Ке уредуваме кујна и ке даваме практични совети за тоа како да стане практично и естетски совршено место во кое ке сакате што повеќе време да поминувате заедно. Уживајте во уредување на кујна. Со текот на времето, кујната станува се повеќе отворена просторија и неретко е дел од самата трпезарија и дневна соба, со што вниманието се повеќе се врти кон впечатокот, кон нејзиниот дизајн и изглед. Трендовите доаѓаат и си одат, но кога се работи за дизајн на кујна, предпочитаме безвременски изглед кој трае. Кујната во куќата има посебен статус. На крајот на краиштата во кујната се собира целото семејство. Дизајнот на кујната е доминантна позиција во внатрешноста на целата куќа. Бидете смели во изборот, без разлика дали се работи за модерен или традиционален изглед на овој дел од вашиот дом, во кој уживате со добра храна во кругот на семејството и друштвото. Теоретски, површината на кујната може да се подели на 3 зони: работна зона, преодна зона и трпезарија. Во работната површина треба да бидат сите предмети потребни за готвење и складирање на производи. Постојат голем број на современи кујнски идеи со кои визуелно се зголемува големината на собата. За мала кујна ќе биде идеално кога кујнскиот мебел е направен по нарачка, а во исто време инсталиран со вградени апарати. Во овој случај, секој сентиметар од корисната површина ќе се користи за намената цел. Но доколку сепак сакате да имате голема кујна, тогаш опциите за комбинирање на просторијата со кујната се уште останува во игра. Во овој случај неопходно е да се направи визуелна поделба на просторијата за готвење, областа за јадење и местото за одмор. Така ќе создадете кујна во модерен стил. Поделбата на кујнскиот простор од местото за одмор може да се направи со помош на шанк. Или просто тоа да го направите со еден материјал, например. Ламинат во едниот простор, а во кујната керамика. Можете исто така да ја поделите дневната соба и кујната со бар. Или пак добра идеја и мобилен екран. Кога станува збор за трендовите на кујни, белите, кремастите, светло-сивите ѕидови се секогаш добродојдени во просторијата, во која светлина и чистота се приоритет. За освежување на белите површини можете да поставите столчиња, високи барски или ниски, од темно богато дрво, со метални ногарки во црна или темно сина боја. Покрај ова, уште еден впечатлив детаљ кој ќе даде урбаност на кујната се елементите и осветлувањето во бои како месинг, хром, јаглен, црна и длабока сина. Индустриските суровини од хром и челик, како што се печките и фрижидерите, ќе бидат најубаво обкружени со природни материјали, како ратан, бор и бамбус, во светли изданија. Деталите како оние од мермер на кујната ќе дадат еклектичен изглед, а винтидж сервисите и свежото свеќе посебно ќе ја облагородат. За да ги ослободите кујнските ѕидови и да ги пополните со уметничка слика, декорација или полици, најпрактичен елемент со кој можете да ја уредите кујната е вградениот креденец, кој ќе послужи како длабок, елегантен и организиран простор за сите прехранбени производи од зеленчук до мируди, до тегли и сушени производи. Плакарот можете да го камуфлирате според дизајнот на останатите елементи или да му дадете вратнички во смел стил, со кој ќе изгледа како уникат во оваа просторија. Вазни и сакси во природни тонови исполнети со градинарски цвеќиња и растенија, врамени фотографии, редови на украсни тегли исполнети со разнобојни зачини. Овие предмети кои го галат окото се она кои ќе ги отворат полиците и се создадени за тоа. Охрабрите се да ги покажете вашите најубави шолји и чајник, вашите омилени садови за послужување и од елементи како полиците создадете функционална декорација за вашата кујна.
Комбинацијата на различни стилови и типови на осветлување во кујните си повеќе влегува во фокусот на внатрешното уредување. Осветлувањето во кујната има различни функции. Плафонските светилки или лустери го осветлуваат целокупниот простор, додека зидните ламби нудат насочено осветлување. Посебно пријатни за окото се длабоките сини и зелено-сините тонови. Ако разгледате кујни од минатото, ќе забележите дека ваквото уредување на кујната може по желба да биде во комплетен ретро стил. А доколку се одлучите за модерна варијанта, на овие темни сини нијанси совршено одговараат детали од месинг и природни акценти од дрво. Допирот на сјај во вашата кујна го дава месингот, со кој може да декорирате комоди, рачки за фиоки, чешми и други кујнски елементи. Кујната е срцето на домот и служи за повеќе намени. Од таа причина, паметното складирање од суштинско значење за одржување на нередот од кујната и искористување на максималниот достапен простор. Креативните решенија за складирање продолжуваат да бидат популарни додатоци во дизајнот на кујни. Размислете за начини на кои вертикално ќе можете да ги складирате предметите или во празни простории на кои претходно не сте се сетиле. Наш предлог се куки, на кои можете да ги закачите вашите најубави дизајнирани шолји, комоди кои можете да ги уредите како винско катче, или пак дрвени гајби за складирање, кои можете да ги сместите во меѓупросторот. Дрвените површини му даваат топлина и природна убавина на секој простор, а материјалот зазема безвременска улога во кујните. Користете топли тонови на дрво за да балансирате бела светла кујна, или да ја зајакнете привлечноста на длабоките зелени, сини и црни тонови. Природните материјали како дрвото добро се вклопуваат во најразличните стилови, вклучително современи како и традиционални елементи. Речиси во секој стан кујната представува една од најважните простории, а идеите за нејзиниот дизајн и распоред се бесконечно. Голем број производители на мебел се почесто ги напуштаат стандардите за традиционалното поставување на кујнските елементи, а резултатите од тоа се современо дизајнирани простори како дел од вашиот дом за живење. Токму такви беа и оние кои ги видовме во просториите на нашите стручни соработници од Home Concept. Истите со вас ги споделивме во овој прилог. Се задржуваме на тема кујни, но овој пат ја поврземе со еден од уредувачките стилови. А со кој во текот на овие топли летни денови, ако не со медитеранскиот стил кој дефинитивно најмногу не асоцира на овие убави топли денови. Медитеранска кујна е она што гледате во продолжение. Медитеранскиот стил во дизајнот на интериер доживува нова популарност во последните сезони, а медитеранската кујна е во фокусот на летото 2026 година. Сепак, за разлика од минливите трендови, неговата привлечност се потпира на безвременските принципи на дизајнот. Инспириран од домовите по должината на бреговите на Италија, Грција, Шпанија и Јужна Франција, овој естетски правец комбинира функционалност, природни материјали и богата палета на бои, за да создаде простор кој се чувствува елегантен, опуштен и жив во исто време. Во кујната доаѓа до целосен израз медитеранската естетика, традиционално замислена како фокусна точка на домот. Кујната на медитеранската култура не е само простор за подготовка на храна, туку и место за собирање, разговор и дневни ритуали, поради што посебен акцент се става на атмосферата и чувството на гостопримство во незината декорација. Една од најпрепознатливите карактеристики на медитеранскиот дизајн е употребата на бои, инспирирана од природните пејзажи на регионот. Нијансите на теракота, песок и маслинасто зелена создаваат топла основа, додека акцентите во кобалтно-сина, тиркизна, лимоново-жолта и корална боја внесуваат динамика и свежина. Дизајнерите на интериер нагласуваат дека овие бои се користат не само како декоративни детали, туку и како алатка за создавање емоционално искуство на просторот. Сината боја ја евоцира близината на морето, жолтата потсетува на цитрус и сончева светлина, додека земјените тонови создаваат чувство на поврзаност со природата. Токму оваа рамнотежа помеѓу топлите и студените нијанси ги прават интериерите пријатни преку целата година, а медитеранската кујна е хит во интериерот, особено во летните месеци. Во последните години, рачно насликаната керамика стана еден од клучните елементи на современиот медитерански стил.
Чиниите и послужавниците инспирирани од традиционалните занаетчиски техники во регионот Амалфи, Сицилија и Андалузија, повеќе не се резервирани за трпезариската маса, туку се користат како декоративни акценти на отворени полици и ѕидови, мотиви на лимони, маслинови гранчиња, морски бранови и геометриски шари карактеристични за медитеранската архитектура се особено популарни. Нивната вредност не е само естетска, те му даваат на просторот слоевитост и автентичност, создавајќи впечаток дека интериерот е создаден спонтано и постепено, а не како резултат на еден единствен дизајнерски проект. За разлика од минималистичките трендови кои фаворизираат униформираност, трендот на медитеранска кујна поттикнува комбинација од различни шари и бои. Токму во овој контролиран еклектицизам лежи неговата привлечност. Речиси е невозможно да се замисли автентичен медитерански интериер без природни материјали. Дрвото со видлива текстура, каменот, ратан, лен и керамика создаваат чувство на тактилност и поврзаност со околината. Отворените дрвени полици, рустичните работни површини и деталите изработени од плетени влакна придонесуваат за топлината на просторот, додека ленените чаршави и памучните салфетки дополнително го нагласуваат опуштениот карактер на кујната. Експертите за интериер често истакнуваат дека токму комбинацијата од различни текстури му дава на просторот длабочина и визуелен интерес, дури и кога палетата на бои е релативно едноставна. Она што го разликува медитеранскиот стил од многу други естетски правци е фактот дека не се базира само на визуелен идентитет. Неговата суштина лежи во начинот на кој се користи просторот. Медитеранската кујна, како во гастро, така и во светот на дизајнот на интериер, поттикнува побавно темпо на живот, заеднички оброци и дружење, отворени полици и изложени садови, чини полни со сезонско овошје и големи маси, наменети за собирање на семејството и пријателите, се исто толку важен дел од концептот како и самите декоративни елементи. Токму затоа овој стил успешно одговара на современата потреба за потопли и поперсонализирани интериери. Погодени доминација на студен минимализам, сопствениците на домови се повеќе избираат простори кои раскажуваат приказна, одразуваат личност и создаваат чувство на удобност. Па како да се постигне медитеранска кујнска атмосфера? Не е потребна целосна трансформација на просторот за да се постигне посакуваниот ефект. Неколку внимателно избрани детали можат значително да ја променат атмосферата во кујната. Рачно обојни чинии, декоративни чинии за овошје, вазни со гранчиња од маслинки или лаванда и текстил од природни материјали се лесен начин да се постигне медитеранска кујна. Клучот е да се создаде простор кој се чувствува природно, опуштено и ненаметливо. Наместо совршено стилизирани композиции, медитеранската естетика ја фаворизира спонтаноста и чувството дека животот навистина се случува во просторот. Во време кога домот се повеќе станува за солниште на брзиот дневен ритам, медитеранската кујна нуди токму она што многумина го бараат – топлина, автентичност и атмосфера, што потсетува на најубавите моменти поминати на морскиот брег. А медитеранскиот стил не е одговарачки само за во кујната. Можете да го имплементирате во која и да е просторија од домот и да ве потсеќа на убавите острови покрај море. Како и каде би можеле се да го имате медитеранскиот стил во вашиот дом, меѓутоа и преку кои бои, кои форми и кои материјали да го внесете во вашиот дом. Ви откриваме ние во прилогот кој следува токму сега. Ако почнавте да станувате носталгични по топлото време, сонцето, можеби море, плажа и се што доаѓа заедно со оваа совршена комбинација.
Можеби решение е уредување на простор во еден од најчесто бараните стилови, кој ќе ве грее 12 месеци во годината и ќе направи топлата летна атмосфера постојано да владее во вашиот простор. Веројатно веќе претпоставивте за што станува збор. Па сите вие кои со воздишка ги гледате начинот и стилот на уредување на куќите и становите сместени покрај море, со исто толку одушевување, сигурно ќе го проследите и прилогот кој следува во продолжение, затоа што во него со нашиот стручен соработник, архитект Македон Кандева од Скам Студио, зборуваме за медитерански стил на уредување на простор. За почеток дознаваме што представува и од што е инспириран овој уредувачки стил. Стилот е инспириран од медитеранската архитектура секако. Земјите на фокус се Јужна Франција, Италија со Тоскана, Шпанија, па вклучувајќи и останатите медитерански земји, Тунис, Мароко и секако Грција, која е многу инспиративна земја, поготово за Америка, каде што е, да речеме, дефинирано овој стил, заради тоа што тоа е еден тип на копија во декорирањето, односно во интериерот, од архитектурата која е традиционална за овие земји. Она што следно сигурно би сакале да го слушнете е конкретни насоки за негова практична примена на дело. Или, поинаку кажано, како можеме да уредиме еден простор во медитерански стил? Одговорот следува во продолжение. Фокусот на овој стил е животниот стил, како и за секој стил, меѓутоа да речеме во овој стил најмногу превладува кујната и фамилиарното живење, односно блискоста со пријателите, блискоста со фамилијата и самата функција на самата основа е така распределена да постојано се случува некаква кохезија помеѓу сите членови, помеѓу сите функции кои што се испреплетуваат секогаш во трпезаријата, во кујната, во ходниците и скалите на архитектонско уредени простори во овој стил. Звучи одлично, така и изгледа. Но она што е честа дилема е дали истиот дозволува да биде применет во конкретен случај. Односно, во каков простор најдобро се вклопува и како да го препознаете. Па добро е да има некакво распределување по вертикала на самите основи, затоа што предпросторите како ходници со скали интересни, односно да тие се важни многу за да се добие една волуменозност, односно стилот самиот да се распредели по целата вертикала на самата куќа. Исто така, ова не е стил што може да се препорача за стан, заради тоа што за да се добие самата приказна и самата топлина, потребно е да има поголем простор и потребно е, значи, самата идеја да се заснова на едно живење во куќа, односно нешто што оддава идеја на традиција, на фамилија. Тоа е стил кој што е инспириран секако нели од архитектурата, како што кажавме, од овие медитерански земји, каде што секогаш климата е топла, па ние сакаме да воведеме некаква, да речеме, некакво проветрување или ладење на самиот простор. Па така оваа архитектура ќе ја препознаете со тоа што самите ходници, дневни соби, да речеме, се покриени со керамички плочки комплетно, за да дојде до некакво вентилирање на самиот простор. Секогаш се земјените тонови во фокус, рустикалното дрво, необработено или обработено, потоа керамичките плочки, теракота, елементи што се традиционални за тие региони. Најчесто вака уредени простори сме гледале во приморските градови, па сосема природно е да очекуваме сликата да ја надополни одблесок од сонце, песочна плажа и бранови кои заплискуваат низ неа. Но дали тоа значи и дека нашиве простори не се соодветни за реализација на медитеранскиот стил на уредување? Ставот на нашиот стручен соработник на оваа тема е она што следува. Па јас сметам дека одговара поготово во по-рурални подрачја, односно простори каде што има, да речеме, примеси на медитеранско-континентална клима. Не е дека во Македонија имаме исто, не е дека немаме топли лета. Секако вакви куќи одговараат за подрачја каде што е потопло и секако, како што реков, каде што имате простор да направите една куќа што ќе го одразува,
ќе го одразува вашиот традиционален животен стил. Низ светот, освен за животен, сме го сретнувале и како стил застапен во многу простории со друга намена, особено во рестораните. Но нашето прашање е дали е соодветен за примена и во работните простории, а одговорот го слушаме во продолжение. Па дефинитивно, затоа што, како што кажав на почетокот, тоа е блиско поврзан со кујната, односно стилот на готвење, па дефинитивно одговара за национални ресторани, за рибни ресторани, каде што сакаме да го потенцираме тој традиционален начин на готвење, традиционален начин на живење. И во ваков летен амбиент заокружуваме уште едно наше денешно дружење во кое се надевам дека внесовме многу позитивна енергија во вашиот дом, меѓутоа и дека некои од советите кои ги добивте денес од нас ке може да ви помогнат во уредувањето на вашиот надворешен или внатрешен простор. Ви благодарам за вниманието, со нови содржини веќе наредната недела. За сега, пријатно од мене.